Добро, се подсобравме веќе некоја бројка, јас би почнала. Ако е окей. Здраво, дечки, би сакала да ви посакам добре дојден на петата сесија организирана од Сојузот на извиници на Македонија, сесија на која што ќе се зборува и дискутира за проектен циклус и менеджмент. Како фасилитатор за денес ја имаме Ивана, која што е член на Мировниот корпус, наши долгогодишни соработници, помош и поддршка постојана и така натаму. Ивана, ти благодарам што се согласи да фасилитираш ваква сесија, која што верувам дека ќе им биде од многу корист на нашите членови, кои што секако по крајот на оваа програма треба да спремаат некакви си предлог активности, со кои што ќе можат да направат некои добри дела по целиот овој период на COVID-19. Верувам дека денешната сесија многу ќе им помогне. Доколку сакаш да се представиш ти, што повеќе ќе збориме денес на оваа тема? Одлично, фала ти Сврна. Големиот мило што сум бил од вашата работилница, тоест од серијата на работилници кои што ги организирате. Значи да, моето име е Ивана, во светот на Мировен корпус и по дома не знаат како изгледа. Имам околу 15 скоро години работно искуство како во областа на проектен дизајн и менеджмент или проектен циклус менеджмент од моето време како волонтер, па во невладен сектор, во меѓународни организации. Преку Мировен корпус се запознав со доста извидници, со извиднички одреди. Гледам тука доста познати лица и имиња, така што поздрав до сите. И многу ми е драго што продолжуваме да соработуваме. Морам да ве пофалам, извидници, стварно сте одлични. И во ова време продолживте нели со активности онлайн, ги ангажирате, ги анимирате вашите членови, така што и јас се надевам на една интересна сесија денес. Може би да се гледам дел од учесниците тука, може би они да се представат отприлика од кој одред доаѓаат во чатбокс или да си го напишат името, нели? Да, дечки, ако не ви е мака, како што ви е сега напишано име и презиме, доколку може само да напишете име и име на одредот од кој што доаѓате, како би можеле полесно да се организираме подоцна. Добро, додека го правиме тоа, гледам, мислам дека и 20 колеги мои се приклучија тука, Ери и Драган, така што поздрав до нив. И баш ми е драго што сте тука, за морална поддршка и секако. Пред да започнеме, би сакала само да да воспоставиме неколку правила на работата денес. Би ве замолила сите што имате можност за видео да го вклучите вашето видео, чисто да се гледаме. Ова може би не е толку битно кога јас ќе презентирам, но битно ќе биде кога ќе работиме во мали групи. Ќе искористиме таа опција на breakout rooms, па кога ќе бидеме во мали групи, баш би било добро да се видиме нели кои сме во таа група. Исто така, за време на презентацијата, секој пат кога имате прашање, слободно напишете во вашето прашање во чатбокс и Срна и Александра ќе ми помогнат да го прочитаме.
Така, фала, поздрав, Ангелче. Маш ми е драго што те гледам тука. Значи, така, доколку има прашања, слободно напишете вашето прашање во четбокс и ќе го прочитаме, нели, кога ќе направиме мала пауза помеѓу презентациите, моето излагање. Исто така, кога ќе работиме во мали групи, би замолила сите да бидат или активно да учествуваат во малата група, но да им дадат и можност на другите да кажат. Значи да имаме на активно учество во малите групи. Дали има нешто дополнително кој што вие би сакале да кажете или нешто што би ни било како едно општо усвоено правило пред да започнеме? Би сакала јас да се уфрлам пред да предложат нешто учесниците. Значи, дечки, бидејќи гледам дека нема кај сите напишано име на одред, можете да си го смените името, кога ќе си го видите вашето прозорче со име и презиме, на трите точки имате опција rename, ако случајно не можевте да ја најдете до сега. И доколку може вашето име и името на одредот. Поголемиот дел го направиле тоа. Да причекам што малку. Во меѓувреме, ако имате нели нешто да предложите слободно. Добро, супер. Ако е во ред, Срна, јас би почнала. Можем. Одлично. И веднаш после ќе направиме кратка анкета. Но прво да видиме кои се нели кои ни се целите за денес. Значи денес ќе ги поминеме вовед во проектен дизајн и менеджмент. И за време на оваа сат и пол сесија, речеме многу краток курс и цели ми се да научиме нешто повеќе за процесот, да разгледаме примери како тој процес се спроведува практично и можеби дури да размениме неколку идеи за нацрт проект кој што потоа би можеле вие да се го дополнително да го развиете во вашето. Александра само да ја вклучи кратката анкета, да видиме нели отприлика како е вашето познавање во моментот за оваа тема. Значи пред вас сега ќе видите едно прозорче со неколку прашања и слободно значи одговорете ја таа опција која што се однесува на вас. Имаме уште двајца што треба да одговорат. Добро. За тие што можеби сега се вклучиле, да молам слободно одговорете на прашањето кое што го гледате на екранот. Што гледам уште еден не фали да ни одговори. Инаку анкетата е анонимна. Добро. Александра, дали може сега да ја покажеме анкетата? Мислам дека сите... Да. Добро, значи имаме следната ситуација. Така, имаме различно ниво на познавање на тематиката, така што на вистинско место сте
И нормално тие што имаат одлично и добро познавање во тематиката, се надевам дека ќе им дадат поддршка на колегите за време на работата, посебно за време на работата во мали групи. Во ред. Па многу на сите, се надевам дека до крај на оваа сесија нели количината на знаење и познавање на тематиката ќе со презентацијата, како што кажав. Проектен дизајн и менеджмент исто така познат како проектен циклус менеджмент. Така што ако претходно сте го сретнале со тој назив, тоа е исто и ќе кажеме нели зошто и од каде овие терминологии, но некако во светот сега на невладени и посебно и Пискор, ние го нарекуваме проектен дизајн и менеджмент, па поради тоа ќе одам со оваа кратенка PDF. Така. Одлично. Што е да почнеме, се извинувам, малку екранот ми кочи. Добра. Нели едно е кога сме во живо, друго е со онлайн. Така. Значи, што е проект? Битно е да одговориме на овие две прашања. И да направиме дистинкција меѓу тоа што е проект и што е проектен дизајн и менеджмент. Под проект обично подразбираме нели времената работа, активностите што ги правиме за да постигнеме некоја наша цел, додека проектен дизајн и менеджмент или PDM, скратено, е процесот кој што ни е потребен за да ги организираме нашите мисли и информациите што ги знаеме за нашата заедница, во случајов баш за вашата заедница, за вашиот отред, за да го осмислиме и да го спроведеме проект. Понатаму, еден графички преглед, како визуелно најлесно да го замислиме тој процес на проектен дизајн и менеджмент или PDM. Тој е еден кружен процес, нели, од таму потекнува впрочем оној назив проектен циклус менеджмент. Како што гледате, опфаќа неколку фази или неколку чекори. И секоја фаза не носи еден чекор поблиску до целта. Секогаш почнуваме со нели големото прашање која е нашата цел, што сакаме да постигнеме во моментот. Тоа се кои се нашите приоритети или во вашиот случај приоритетите на одредот, која е визијата што имаме за иднината и која е идејата. Можеби веќе си имаме некоја идеја за тој проект. Понатаму, следната фаза е како ќе ја постигнеме целта. Тоа е овој процес на проектен дизајн. Нели, дали тоа преку активности, дали кој тип на активности, какви активности, колку треба да вклучиме. И потоа веќе влегуваме во фазата на спроведување на проектот. Каде што веќе почнуваме да ги имплементираме активностите кои што сме ги замислиле. И потоа одиме во фазата на тоа. Тука е вистински момент да се постави прашањето дали ја исполнивме целта, што можеме да научиме од процесот и тоа е обично евалуација. Делот кога го евалуираме проектот и моментот каде што може да покажеме нашите успеси, но повторно да видиме каде сме сега. Иако ова е кружен процес, иако стрелките нели водат покажуваат кон една насока, многу е битно да се каже дека овој процес, низ овој процес може да се оди напред-назад. Како оро, два чекори напред, па по потреба, ако има потреба, да се вратиме еден чекор назад, затоа што на тој начин всушност може да се преиспитаме дали ова е нели дали се ова вистинските активности, дали сме се оддалечиле можеби од таа цел која што претходно сме ја замислиле. Така што ова не е линеарен процес. Може слободно да одиме една фаза назад за да
едноставно видиме дали е тоа местото дали тоа вистинската насока во која сакаме да одиме. Дали во овој момент некој од вас има прашање некоја или коментар што би сакале во чатбокс да го вклучите? Добро. Ако нема прашања во овој момент, јас би одела понатаму. Така, значи ако ова е начинот на кој што еден визуелен приказ на PDM процесот, најлесен начин како да го структурираме е преку овие 4 чекори. Значи имаме во суштина ова е рамката, ова е скелетот на PDM, основицата врз која потоа може да се градат и други дополнителни чекори. Но за нашата цел сега моментално, а тоа е да ги разгледаме основите на проектен дизајн и менеджмент, ова се 4 основни чекори кои што се потребни за да се од идеја до реализација. Кои се тие? Значи, постојат 4 чекори кои што во суштина ни помагаат да ги одговориме следните прашања. Која е нашата цел и како ќе ја оствариме? Чекор 1 и чекор 2, тоа се дефинирање на проблемот и решенија, со други зборови, кои се потребите на нашата заедница или одред, и креирање на цели и подцели ни помагаат да одговориме прашањето која е нашата цел. Чекор 3 и 4, тоа се осмислување на активност и евалуација и временската рамка, ни помагаат да го одговориме прашањето како ќе оствариме нашата цел. Така, сега ние, значи, до крај на оваа презентација ќе ги поминеме сите чекори и генерално после секој чекор ќе застануваме и ќе направиме мала вежба. Сега одиме понатаму. Добро. Значи, дефинирање на проблемот и решенија. Кои се потребите на нашата заедница или одред? И сега моментот кога Значи, како во оваа фаза, тоа е клучната фаза според мене, одговараме 2 многу битни прашања. Како го дефинираме проблемот и како наоѓаме решение. Еве некои од, да речам, поискусните членови моментално, дали би сакал можеби во чатбокс да напише на кој начин вие го дефинирате, да речам, проблемот или идејата во вашите одредби. Слободно може да пишувате во чатбокс и да видиме неколку примери пред да Добро. Имам неколку одговори. Значи да, секоја се водиме според потребите на одредот, поттикнати сме од предизвиците со кои се соочуваме во нашата заедница, според потребите на општината, добро. Така, некои од учесниците ми пишуваат приватно, како и да е, може. Во рете. И така. Точно, значи има многу различни начини за тоа како да го дефинираме проблемот и како да, речем, собереме информации и да дојдеме до тие сознанија кои ни се потребни да или видиме што е всушност тоа што е приоритет во нашата заедница. Одиме, така, да. Значи, други начини на кои што може да собереме информација преку анкета, или да ги анкетираме членовите на нашиот одред или заедница, преку едноставно неформални разговори, фокус групи. Еве претходно додека се спремавме, имавме краток разговор со Александра, со Срна и со Латко, дека и вашите трибини на некој начин се многу добри фокус групи каде што се разговара за тоа кои се потребите, кои се приоритетите на
сојузот на извидници на различните одреди. Така, значи идејата е да собереме колку што може повеќе информации релевантни за тоа кои се потребите на нашата заедница или на нашиот одред пред да се почне со давање предлози за идеи, за проектни идеи. На оваа работилница би сакала, значи од многуте алатки што постојат, би сакала да ја представам оваа алатка, која што се вика дрво на проблеми. На англиски е проблем 3, проблематичното дрво, но сепак дрво на проблеми. Тоа е една многу интересна, практична доста алатка, каде што ако веќе имаме мноштво информации, значи ние знаеме, ние живееме во заедницата, сме дел од одредот и така натаму, сме дел од групата, како тие информации да ги анализираме и да ги организираме. Така што дрвото на проблеми е доста добра алатка ова да се направи. И на еден такав визуелен убав начин да се представат информациите што веќе ги имаме. Кога го изработуваме ова дрво на проблеми, трупот е главниот проблем. Значи тој кој што е видлив, тој кој што трае долго време, за кој што долго време, да речам, се справуваме со тој некој проблем, додека корените се причините, што е тоа што вистински го предизвикува овој проблем, а гранките ги представуваат ефектите или последиците од нештото, од тој проблем, кој што можеби не секогаш знаеме кој е коренот. Сакам еден практичен пример. Ова е на англиски, ова го изработија всушност наставници по англиски во една од нашите вежби, на една од нашите семинари од Мировен корпус, и решив да го задржам вака, затоа што интересен пример беше. Сега наставниците по англиски јазик, проблемот најголем во моментот на тие наставници им беше нивото на читање на нивните ученици. Значи, читањето по англиски не им одело. Сега кои биле ефектите? Ефектите од тоа било дека учениците помалку се ангажирале на час и нормално оценките им биле пониски. Но многу интересно кога наставниците почнаа да ги изработуваат корените. Што е тоа што вистински, речам, што е тоа што вистински им попречувало на учениците да го подобрат своето читање. И сега, тука има различни, гледате, има прво ниво на причини, второ ниво и така натаму. И интересно е што на крај се дојде до еден проблем, каде што во тоа конкретно училиште немале книги кои што биле соодветни за возраста на учениците, немале доволно време на час за да посветат, така што врз база на ова дрво на проблеми, потоа наставниците изработија еден интересен проект, каде што на крајот на денот целта беше да се набават соодветни книги кои што учениците ќе бидат соодветни за возраста и познавањето на учениците и да го возможат тоа време за читање преку дел од англиска секција. Така што оваа задачка како таква е доста интересна. И сега јас би ве поканила да го направите вашето дрво. Значи, наскоро за неколку минутки Александра ќе ми помогне да се поделиме во групи, по 4 учесници и како такви, например, размислете за потребите на вашата заедница, одред и училиште и направете го дрвото на проблеми. Од прилика, значи, битно е да се дефинира кој е тој голем проблем и да се дефинираат барем еден или две коренчиња или причини и еден или две ефекти или последици. За оваа вежба имате 10 минути и би ве замолила еден од групата да биде записничар. Значи, еден од групата да фаќа забелешки за тоа што ќе го дискутирате, за да може после да го споделиме во големата група.
Пред да почнеме со поделбата тоест работа во мали групи, дали тука има некои прашања? Дали за алатката или за околу чекор 1? Добро. Доколку нема прашања во моментот, би ја замолила Александра да ја да ги подели учесниците во групи и значи имаме 10 минути работа. Така, чекајте, има едно прашање. Учесници, слободно пишувајте до сите, ако ви е така позгодно. Значи да, една група да изработи едно дрво. Не мора тоа да биде детално, затоа што времето е 10 минути, но отприлика да се разгледаат едно до две, речам, причини и едно до две ефекти кои што било, тоест последици кои што ги предизвикува тој проблем. Групите се веќе направени. Сега ќе активирам, само би сакала да ве замолам да останете на сесијата до крај, бидејќи истите групи ќе се употребуваат уште 2 пати, така што доколку некој ја напушти сесијата, малку ќе се изгуби на конзистентност и така. Прв пат е да ја пробуваме оваа алатка, така што ако имате некои прашања, ако не можете да се снајдете, мислам дека слободно може да ни пишете нели на чат директно, така што ќе ви одговориме. Одиме во групи. Фала, Александро. Исто треба да се кликнете дека се согласувате дека одите во групите. Алекс, ме слушаш? Да, мислам дека и вака е окей. Дали виде дека ти пишав? Да, таман е групата. Окей, па што не се знае, јас валјда нема да можам до крај да останам. Знам. Ви најавија испити? Да, од први. Ама кој знае како ќе се полага, не ни кажа уште како ќе полагам.
со извидничките закони, баш кај поедукативен мислам дека беше Да, колку се да, приказнат. дефинитивно, да. А ние бевме со Молика на вториот состанок и само на крај тоа девојчето им вика како одеме ако нешто имате да додадете или да одземете од приказната нешто поучно и сите да, што да. Па исто јас би направил и само тоа. И добра, да им рече добро ако мислите така. Тоа е тоа. Па да, добро, може и требаше поиќе некако да се адаптира или некој приказнава да биде поинтересна, нешто така, ама окей, ете, за ум. Уште 50 на секунди, уште 30 секунди имам на ствар. Па супер, таман сме. Добро. Одлично си сработивме. Таман. Дете, ништо не е. Клементина, сакаш да кажеш нешто? Ништо не ве Не те слушам. слушам. Што ми е со микрофонот. Ние сега те слушаме. Ајде. Чао, дечки, добре дошли назад. Добро, одлично. Ете, јас имав можност да бидам дел од една од групите и баш имавме интересна дискусија. Така да, еве, еден, два тима, дали би сакале да споделат, да чуеме од нив? Опис, краток опис на нивното дрво. Ајде, веле Анастасија, сакате сподели тоа? Леле, како ве научам. Може. Само шерстина. Ајде, сега ќе направам. И, Алекс, уствари, ако не во чет ќе ви ја ставам сликата, може? Заради тоа што не можам да ширнам скрин. Пробај сега. Ајде. Добро, само да најдам дечки. Во меѓувреме да нема некој друг што е спремен за презентација или ќе ме причекате? Јас и Ивана сакаме да презентираме. Ајде. Ние сме спремни. Може? Ивано, ти почнеш или ја почнам? Почни, ајде. Ние како проблем го издвоивме, што е многу клучно, тоа е немање просторија. Коренот на проблемот најмногу лежи во тоа што немаме средства за просторија, а последици, еве Ивана нека ги каже кои се дел од последиците. Па последици на тоа се дека нашите членови че не може да се состануваат толку често и че нема многу комуникација со тоа. Мија? Па тоа би било тоа, дека потешко е да не се биде на фиксно место за секој состанок и тоа би било. Тоа нашето Спомнавте. Да, кажем јас. Мија и Ивана исто така спомна дека немање просторија всушност представува и потешкотија да се организираат состаноците и да бидат толку продуктивни колку што би биле кога тие состаноци би се одржале во затворена просторија наместо во кафеч или во ресторан. Дополнително представува и финансиски трошок за учесниците кои што мора да јадат или да платат за кафе или за пијалок за време на тие состаноци. Толку од мене. Супер, да го ширнам тогаш нашето дрво? Слободна седна. Ајде, Веле или Анастасија, се надам дека гледате. Да. Мислиме дека најголемиот проблем е тоа што децата кога ќе се запишат на извидници не остануваат долго и не е им толку интересно, односно не сватат суштината што е дека
извиништото е убава работа. Причини мислиме дека е недоволната активност на постарите, односно на поискусните извидници и недоволната промоција на одредот, односно на активностите кои што се одвиваат кога децата одат на извидници, а ефектот од ова се дека се дешава една неактивност на одредот и мала бројка на извидници во одредот. Неактивност во одредот барам во очите на јавноста. Да. Добро, извинете за дрвава, малку не е многу совршено. Одлично, фала ви многу за примерите, многу интересни. Еве во нашата група зборуваме за еден голем проблем, загадување, например, во нашата група. Така што интересно беше да се види како и значи по-такви глобални проблеми може да се значи трупецот од дрвото може да биде многу голем, може да биде нешто што конкретно се случува вашиот одред и така што буквално може нема граница за тоа како може да се користи оваа алата. Одлично, баш ми е драго, може да продолжиме тогаш понатаму, доколку дали има прашање некој уште еднаш во овој момент. Околу чекор 1, а тоа беше дефинирање на проблеми, тоест запознавање проблемите со потребите на нашата заедница. Би сакала само да истакнам уште нешто, дека овој чекор за мене е навистина најбитниот чекор во целиот PDM процес. Значи, овој чекор добро го осмислиме, ако знаеме кои се потребите и врз база на тоа ги осмислиме тие активности, тогаш, да речам, веќе пола од работата е завршена. И правило, секогаш, нели, ако работите со некоја конкретна таргет група, млади или пензионери или мајки, така натаму секогаш значи чујте го нивниот глас. Најдете начин да ги вклучите во изработка на ова дрво или преку анкета и така натаму. Тие се затоа што на крајот на денот тој или проекти и активности се насочени кон нив. Значи што повеќе информации добијат од нив, тоа порелевантен, одржлив ќе биде тој проект понатаму. Така, сега одиме понатаму. Само да видам до крај. Добро. Направите вашето дрво, фали. Чекор 2. Чекор 2, значи веќе кога, знаеме кој е проблемот, знаеме кои се тие решенија што ви предложиле како решение на тоа, следниот чекор е да ги креираме нашите цели и подцели. Значи, се до тоа да го дефинираме. Која е таа цел кон која се стремиме и како таа може да се расклопи на мали делчиња. Цели. Метод кога презентацијава не ќе да што е цел? Или на англиски goal. Што е тоа што сакаме да го постигнеме? Целите се, пак и употребам англиските зборови тука, затоа што мислам дека така најлесно ќе запамтиме целите. Целите треба да бидат општи, или general, optimistic, action oriented и long term. Треба да се општи, треба да се позитивни, на некој начин водат кон некоја позитивна промена. Се како се тоа акционо ориентирани, тоест во себе содржат некоја активност која што ние ќе направиме и се долгорочни. Иако во моментот можеби некои цели изгледаат како да решаваат моментален проблем, целта треба тенденцијата да не бидат да ги правиме целите да бидат да опфаќаат некоја подолгорочно решение. Сега неколку примери. Младите ќе бидат едуцирани за мерки за заштита од COVID-19. Ова е пример за една доста општа цел. Така. Тоа, да речем, е целта на некој одред кој што може активности да ги фокусира во таа насока.
Цел 2, еве пример. Родителите ќе бидат активно вклучени во обуките и активностите на заедничките одредби. Повторно, значи тоа е една општа цел, е позитивно ориентирана, значи има тука дејство кое што се врзува и е долгорочна. Така, значи ако целите се општи и долгорочни, ајде да ги видиме подцелите. Значи тие се тие мали активности, мали делчиња кои што ја дефинираат целта. Што е подцел или на англиски objective? Подцел е чекорчето што ни кажува како таа цел ќе биде остварена. Сега, ако целите требаше да бидат goal, нели, goal oriented, овие подцелите треба да бидат smart. Јас многу ја сакам оваа кратенка, затоа што доста добро ги објаснува целите. Целите секогаш треба да бидат smart. Што е тоа? Треба да бидат специфични, мерливи, остварливи, релевантни и да имаат временска рамка на нив. Ајде да видиме неколку примери за подцели. Еве за првата таа, нели што идејата беше да се направат работилници за млади за мерки за заштита од COVID-19. Подцел би било 35 млади возраст од 15 до 20 години ќе посетат 2 работилници за мерки за заштита од COVID-19 до крајот на јуни 2020. Сега, ајде да ги видиме елементите. Специфични. Дали оваа цел е специфична? Да, специфична, има 35 млади, таргетира возраст 15 до 25 години и така. Дали е мерлива? Точно, затоа што може вашата цел е подцел е 35 млади да опфатите и сега по зависност од тоа ако се појават 20, значи целта не е до крај може би остварена, ако се појават 50, 60 учесници, тогаш веќе целта е надмината и така натаму. Остварливи, дали се остварливи? Да. Дали се релевантни? Да, со оглед на ситуацијата и со временска рамка. Значи, вика 2 работилници до крајот на јуни 2020. Значи, имаат специфична временска рамка. Добро. Ево уште еден пример. Вториот, нели, за родителите. Целта беше родителите активно да се вклучуваат. Подцел би било да се дуплира бројот на родители кои ќе се вклучат на состаноци на одредите до крајот на јули 2020. Така, повторно, специфична, мерлива е, остварлива, тоа вие знаете, но сепак дали е релевантна, нели, ако целта е така, се извинувам, дали има некои прашања моментално, што гледам некое движење вака низ камерите. Не? Добро. Океј. Добро. Така. Ако има прашање моментално, јас би ве прашала заедно, еве да пробаме да идентификуваме кои се цели, а кои се подцели во дадениот случај. Имаме 3 реченици. Првата е до септември 2020, учениците од трето ќе добијат 30 нови книги. Втората е учениците од трето деление ќе достигнат ниво на читање по стандардите пропишани од Министерството за образование. И последната е до крајот на првиот семестар учениците ќе завршат, ќе направат 20 часови по читање. Овој пример е поврзан со тој претходниот што ви го прочитав за дрвото, што го изработија наставниците по англиски. Дали некој би сакал да ми каже во случајов, нели, што е цел, а што е подцел? Првото Иванес. Првата, значи до септември 2020 да добијат 30 нови книги. Добро, што е тоа, Ангелче, цел или подцел? Цел. Јас мислам дека последното е целта, а првите 2 се подцели.
Затоа што ни е цел да добијат децава книги. А понатаму ќе учат и ќе читаат. Па да, Јас мислам дека Што е, значи, крајната цел, да речем? ја мислам дека второто е цел, а другите две се подцели. Тоа беше Ана? И јас мислам Да. дека второто е. Добро, супер, еве, we have a winner. Точно, значи, второто е целта. Второто е таа генералната општа цел, дека ученици во трето одделение ќе достигнат ниво на читање кое што е пропишано со стандарди. А други, значи, првото и третото не се подцелите. Тоа се тие чекорчињата кои што не носат до нашата крајна цел. И како што гледате, првото и третото се смарт, нели, се мерливи, се специфични мерливи, имаат временска рамка, се релевантни, додека ова посредина, нели, втората реченица е доста поопшта. Значи, ја нема таа временска рамка, го нема оној конкретен, да речам, број кој што би можело да го измериме и така натаму. Така што секогаш по тоа водете се. Тоа што е смарт, тоа што е мерливо, кај што има конкретна временска рамка, број на, нели, учесници или број на, во случајов, книги и така натаму, тоа обично е подцел. И така да се научиме и така да ги пишуваме. Значи, општата цел не е општа цел, а подцелите се чекорчињата што не носат до тој момент. Добро, ај уште една вежба да видиме. До крајот на првиот семестар ќе се одржат 8 состаноци на клубот по англиски јазик. До крајот на септември 2020, 15 нови ученици ќе се приклучат кон клубот на англиски јазик и да се овозможат воншколски активности за изучување на англискиот јазик. Па сега последното е целта, другите Да, две се првите две подцели. се подцели. Така, точно, супер, одлично. Да, значи, општата цел, големата цел, исто поврзано со, нели, наставниците по англиски што изработуваја, е да се овозможат воншколски активности. И сега, за да стигнат до тоа, како подцели, како чекорчиња, е да одржат 8 состаноци, да приклучат 15 нови ученици и така натаму. Добро. Одиме понатаму. Така, значи ако чекор 2 беше да ги напишеме, да ги изразиме тие цели и подцели, чекор 3 ни е осмислување на активностите. Значи секој проект ние имаме таа голема цел, главна цел по која што се водиме и ги имаме подцелите, но сега ајде да смислиме активности. Значи што се тие активности, проектни активности? Тоа се настани задачи кои планирате да ги спроведете за да ја исполните вашата цел и подцели. Сите активности треба да бидат поврзани со целта. Значи сите активности не носат еден чекор поблиску до целта. Во суштина има 3 типа на активности. Тоа се активности за планирање на проектот, активности за спроведување на проектот и активности по завршување на проектот. Да, значи тука многу битно е да се каже дека и состаноците, нели што ги имате за да го планирате, и планирањето е дел од активностите. Така, значи тука исто треба значително време да се даде и за самото осмислување и пишување на проектот. Не е само активностите да се спроведуваат без претходно планирање на истите. Да. Така, добро, што се проектните активности. Дали, добро, сега ќе одиме фактички на нашата втора вежба денес, каде што ќе треба да осмислиме една цел, една подцел и една активност. Ова е поврзано со дрвото што го изработувавте. Но пред Александра да не подели во групи, јас сакам да прашам дали има некое прашање моментално или коментар околу што е тоа? Цел, подцел или типови на активности? Чекайте да видам. Јас чатбокс нешто не го гледам моментално.
Добро, доколку нема прашања, тогаш ќе ја замолам Александра да ги подели учесниците во групи. Ако бе имаш share screen опцијата, ќе кликнете на тоа и ви искачаат 5 полиња. Имам проблем со микрофонот, ќе морам да пишам, ако Филип тука сме, мислам, ќе читам. И одма до скрин прозорчето има whiteboard. Кликнете на тоа. Сега сам, чекай секунда. Кај share да идам? Кај share... Не сме сами, еве ги другите, нема веза. Живајте. Активност, ева смисли активност. Активност нема бива, стварно нема. А може да нема? Не. Активност? У смисол како, не знам, активност. Пример, тоа што викаш, вие требало кај општината да побарате да ви дадат просторија. Нешто така, ама тоа не е активност, тоа е повише, не знам. Да. Се прашувам дали, еве, например, дали може да ги наброите кои се опции ги имат? За активност? Не за активности, туку нели? За да добием просторија. Канцеларија, просторија, така? И каде би барале вие, општина, на друго место? Па може некој спонзор или нешто ако има одредо. Така? Може би има празен стан, што би ви го издал или, не знам, би ви го дал така бесплатно за година дена, или дел од дуќан, или не знам. Или партнери со некоја фирма па да делиме некоја просторија. Така е. Па тоа е да не биде активност како проект со некој за просторија, нешто не знам. Дали тоа уопште изводливо? Вале изводливо? Зашо не? Значи, во овој случај, активноста треба да ви биде нешто што ќе придонесе до тоа да вие да добиете просторија. Тоа што реше Вјоса и Тимија, значи, било која активност што вам ќе ви помогне. Значи, да имате состаноци со инвеститори, со градоначалникот, со други фирми, кои што барање спонзори. Да. Да ни биде активноста барање спонзори. Значи, еве, под еден ќе напишам барање спонзори. А кои ще активности? И дали вие ќе треба да донесете нешто, дали тие онака из чиста мира ќе ви дадат, ќе речете, бе, нема проблем или... Па не, во смисол као некој проект со некој, и ние ќе им да принесеме нешто за нив, дали ќе биде тоа, не знам, промовирање на нивниот бренд или нешто, и после тоа они да ни спонзорираат. Така, супер. Значи, креирање партнерства, ќе напишам. Друго, што имавме, што рековме, целниот просторија, поцелниот поголема ефективност. Поефективни состаноци. Фала, Едмунд, на забележувањето. Вали. Некако многу како да ги завршуваме овие урумс кои сме поделени. Како? За активности може да пишеме да има повеќе сесии или работилници. Тоа што го кажа Клементина. Повеќе работилници, да. Не знам, некако да имаме некоја цел тој, како да ги мотивираме, не знам, со тоа да осмислиме некоја работилница, како они би се мотивирале да станат водачи.
Да, нешто да смислиме со валоризација, не знам. Као секој труд да му биде валоризиран на водачите или не знам така нешто. Или како ние што имаме на школата за водачи, секој ден се од нашата патрола се менјаше секој, мислим беше водач на нашата патрола, како секој го има поминано тој. Ама не знам како да му даеш конкретно од различни одреди, од различни градови, да се спојат повеќе одреди од повеќе градови, пример да се делува во еден град, пример повеќе одреди во еден град, па друг викенд во друг град да се делува за такви акции што би ни била подцел да дојдат до 20 акции да имаме за собирање на ѓубре, пример. Јас сакам повторно се вклучам во моето, значи, ајде да тргнеме малце екологијата настрана, туку да зборуваме малце структурно во организацијата. Организирање на школи за водачи. Главна цел. Добре. Кој кадар ни е најпотребен, ме разбирате? Да. Од тука почнуваме приказна, 2 одреда, 3 одреда, 5 викенда, 8 викенда, ме разбирате? Тоа да е основната една проектна апликација која што ќе се направи за организирање на школа за водачи. Значи, јас на секого... Тоа е добра идеја, дефинитивно, и тоа е супер идеја што може да се предложи. Тоа е фундамент во извиничката организација. Водачите, луѓето кои што работат со младите. Конкретно, пошто нели првата група дечкиве работеа, трупот беше загадување. Можеби најдобро е сега за целите на оваа вежба да се задржиме на тоа, но ти кажа нешто многу битно, дека целта ваша била да ја затворите топилница. Значи тоа е супер, тоа е пример дека тоа е една голема општа цел. Така што ова Кристина што го кажа сега како пример, тоа би било подцел, тоа би било нешто активност која што би водела до нешто. Но секогаш е битно да се почне со таа шегаш големата цел, затварање на топилница, зголемување на свеста кај луѓето, кај граѓаните за нели убедување на политичките партии дека тоа е штетно за градот. Тоа ќе биде нешто подцел. Така што секогаш дечки, малце, пошто сум кај вас група, секогаш почнете со таа што големата визија, што е визијата во моментот, и после тие што кажеш активности сами ќе си дојдат по себе. И ќе бидат и мерливи и така натаму. И остварливи меѓу другото. Значи, кои активности би ги имали за да ја постигнете целта? Нели може? Имав ја еден настан, викаше се плати кафе со уметност. Сега ово е да биде како стило плати кафе со идеја, што би сакале да правите на камп или нешто, пример да дојдат деца од 17 години до не знам колку, до 29, докато ще се роберите, да дадат идеја што би сакале они да прават и нивното слободно време на камп или на нешто, некоја прошетка, нешто такво. И ние после, мислам дека четвртиот чекор беше за планирање на тие активности, не знам што, и после ние да го испланираме, да избереме една од тие идеи, што би се согласиле повеќе од децата, што би сакале да ја работат, и да ја реализираме. Одговорете. Не се свиѓа тоа. Не се свиѓа. Не, мене ми се свиѓа тоа. И на Драја ни се свиѓа Шнафија. Мислиш на активност плати кафе со идеја? За камп? Да. Пример, тоа е краток проект кој што ние би можеле да се договориме со газдите или нешто на кафичо, да ни обезбедат 30 кафиња, со кои што, не знам, наредниот ден ќе има повеќе луѓе, не знам нешто, дрн, да ни обезбедат 30 кафиња и за тие 30 луѓе што ќе дојдат да си го платат своето кафе идеја, ние ќе го платиме както ќе биде бесплатно, ама они за возврат треба да дадат идеја за што би сакале да прават или што би било корисно за состанок, а со тоа да добијат бесплатно кафе и ние од тоа ќе избереме активност. Hello.
Изгледа луѓе се зазборувале. Ако да што. Океј, здраво. Дали сме вратени сите назад? Мислам дека да. Да, тука сме. Ние имавме бајко продуктивна дискусија во нашата група, но би сакала да ги поканам групите да некој, еден до двајца, накратко да ни кажат што смислија, што е целта, нели, имаше ли подцел, активност? Може јас да кажам? Слободно, Ина. Значи вака, нашата цел е да се тренираат што повеќе водачи не само во еден одред, туку во сите одреди во Македонија. Тоа да биде преку школа за водачи. Подцел ни беше како тоа ќе биде остварено, односно барем најмалку двајца водачи од секој одред да учествуваат на таа школа или на тој тренинг за водачи и тоа да биде на одредена возраст, например од 15-16 до 18 години, да поминат таа школа за водачи. Потоа за осмислување на активности имаме три активности. Тие луѓе што ќе учествуваат да имат повеќе сесии или работилници кои навистина ќе им помогнат понатаму како водачи и како би се снашле во конкретни задачи како лидери. И третата активност ни е на некој начин да се евалуираат цел труд на тие што учествувале на тој тренинг за водачи. Ако нешто пропуштив, нека ме надополнат тие што беа со мене во група. Ја мислам дека како активност тука треба да се појави совладување на програмата на тренинг за лидери, за водачи на патроли. Совладување на програмата. Тоа е основната цел. Основна активност. Бидејќи програмата си има повеќе степенован, има повеќе активности, значи. А тоа е генерално да се совлада цела програма. Од 4 до 6 дена. Фала ти многу, Ина и Гуше што додаде. Дефинитивно би ве охрабрила да овие идеи што си ги запишувате сега слободно ме молам доразвите ги и слободно праќајте ги до Сојуз. Затоа што гледам дека школата за лидери е нешто што за водачи што се провлекува низ групите, баш интересно. Дали уште некој сака да сподели? Може не. Да, слободно. Драгана. Како цел ја земавме поради тоа што бевме само групата како членови од два одреда и земавме како цел зголемување на броја на ровери во одредом. Љупка? Под целта ни е презентација или трибина во кафич или нешто од тај град за средношколци или деца или ровери над до 25 годишна возраст до септември пример 2020 година. А како активност земавме плати кафе со идеја или 30 млади луѓе да бидат присутни на таа активност во кафич и со тоа што ние ќе држиме таа трибина и ќе имаме прашање што они сакат да прават во нивното слободно време или што сакат да прават додека се на камп и они да дават идеи што би уживале да работат на тај камп и со тоа си го платат нивното кафе. А после од нивните идеи ние да избереме како една идеја, па да ја разработиме натака за да биде реализиран.
Добро. Дали сега некој да додаде плюс на ова што го кажа Љупка или Во тој случај, дечки, пак ќе ви кажам, фала ви за одличните идеи. Да продолжиме, ни остана уште еден чекор, а тоа е креирање на... Чекайте само да го направам share screen. Вака. Така, ни остана значи уште еден последен чекор, креирање на временска рамка и буџет. Значи временска рамка или некој ова го знаеме како акционен план, така? Значи веќе се стигнале до фаза, сме го дефинирале проблемот, знаеме што ни е целта, знаеме како да стигнеме до неа. И сега ајде да видиме да направиме една временска рамка или еден акционен план. Што треба да содржи таа временска рамка или акционен план? Значи тоа се три круцијални елементи: кој, што и кога. Значи кои се одговорните лица, кој што ќе прави, значи кои се задачите и активностите што ќе се спроведуваат и кога, нели, таа временска рамка која што секогаш ни е толку битна. Еве едно примерче, ова е наједноставен пример, значи активност, одговорно лице и време, тоест кога. Знаете, кога се работат некои комплексни проекти, па дури наједноставен да е проект, секогаш нели има многу активности, ние сме зафатени, имаме ние други активности на училиште, дома и така натаму, и понекогаш ако не дефинираме однапред нели кој што треба да сработи, може да се најдеме во ситуација да нели во последен момент кој требаше да сработи, кој е одговорен за оваа активност. Така што секогаш би ви препорачала една временска рамка или акционен план. Уште на сам почеток, значи кога веќе знаете кои активности сакате да ги спроведете, ова е многу битен чекор за да се осигураме дека нели активностите ќе се спроведат и до кога да се запазиме временската рамка. И последно, но многу битно е буџетот. Значи многу често има фантастични проекти кои што сум ги видела, што буквално било со нула буџет. Значи не барали никакви средства да се направат, но понекогаш нели сакаме да ги сработиме некој покомплексен проект или се наоѓаме во ситуација каде што навистина ќе ни треба некој едноставно ресурси да го сработиме проектот. Што треба да содржи буџетот? Пак, ова се да речем основните ставки што треба да ги има, значи опрема, материјали, човекови ресурси, така? Дали тука вклучуваме хонорари, дали ни треба надворешни експерти, обучувачи и така натаму. И нели пат храна, сместување доколку станува збор за некоја обука, место за обука и учество или донација од заедницата. Сега ќе покажам пример за повторно еден најосновен буџет како тој би изгледал. Како што може да видите, првиот, нели, имаме ставка, имаме категорија, инаку овие материјали ќе ви ги испратиме, ќе ги имате, така што секогаш може да се вратите и да видите точно што имаше на овие слайдови, ќе ги добиете. Значи, одиме, прво ги листаме сите ставки што ни се потребни. Што е тоа што ни е потребно? Например, принтер. Под која категорија спаѓа принтерот? Принтерот спаѓа под опрема, така. Трошок 4000 денари. Еден принтер ни треба, 4000 денари, вкупен трошок е 4000 денари. Сега тука има две многу битни, како што гледате колони, дали е тоа донација или дали е придонес. И сега тука сакам да ви направам разлика помеѓу што е донација, а што е придонес. Донација како донација се некои средства што се дадени или преку грант, или преку програма, или од Националната канцеларија на скаути, или некој од заедницата
донирал и најчесто е во кеш. Значи тука имаме донации каде што се даваат пари или се купува нешто. Разлика од тоа придонес е тоа што вторава ставка и третата. Например, имаме обука, за тоа ни треба сала, што треба да изнајмиме и треба обучувач. Но, например, за таа сала сме се договориле со, не знам, МКЦ. МКЦ ни ја ослободува, ни ја дава салата за безпари или домот на култура или училиште. Училиштето едноставно ни донира, тоест ни дава да го користиме на тој простор за безпари. И, например, обучувач. Често пати гледам дека и вие, Срна, Александра, сум ги видела во ситуација каде што они се со Владко заедно ја спроведуваат обуката и фактички обучувачот е волонтер во случај. Така што сите тие трошоци кои што би требало да се даде пари за нив, или сте ги добиле како донација или волонтерски. Значи тоа е тој придонес. На англиски тој се вика in kind и е многу битен дел од проектот. Многу често дури донаторите, нели, кои ќе видат кај ја треба да дадам, не знам, 500 евра, ама на тие 500 евра самата организација или одред успел да собере уште 1500 кои што биле дадени како донација или како придонес. Така што секогаш тој дел не треба да се занемари, е многу битен и едноставно ни кажува дека самата заедница или самиот град, заедница, општина каде што живееме се вложува и сака да придонесе кон проектот. Сега само да ви најавам на сите, не само на Срна и Александра, мојот компјутер нешто зеза и сака да се исклучи, но затоа сега ќе се поделиме во мали групи. И следниот чекор ќе биде, значи, врз база на тоа што до сега го сработевте, ајде да размислиме за времето. Нормално, со оглед на времето има 10 минути, тоа би бил еден многу, речем, основна временска рамка и буџет. Само како пример да го повежме. Пред да се поделиме во мали групи, дали има некои прашања во однос на временската рамка, тоест акциониот план или буџет? Јас повторно го изгубив чат бокс, така што ако има прашања, ќе ве замолам или да ги кажете на глас или значи за буџет треба само кои би биле нашите трошоци или од каде би ги имале тие пари, конкретно се до детали? За времена, за оваа вежба, доволно е фокусирајте се на трошоците, да ги излистате само. Значи нема да се навлага, зашто нема време да се навлага во колку тоа кошта и така натаму, туку доволно е да ги излистате тие основни трошоци. Да. И потоа нормално секогаш може дома да се доработи ова. Тоест кога ќе се работите конкретен проект. Така. Фала ти за прашањето. Дали има некое друго дополнително прашање? Добро. Ако немаме прашања, ќе ја замолам Александра повторно да не врати во малите групи. Мислим дека, нели, спомна се прво кој ќе ни бидат обучувачи или тоа е првото прашање, мислам. Добро.
Мислим дека ќе треба да избереме некој од СИМ што имат више искуство за да не организираме некој од страна и така има нели волонтери од различна област. Не знам како да се изразим. Чекај малце да се мисля. Демек сесиите да ги држат искусни луѓе од СИМ, тоа сакаш да кажеш? Да. Што би волонтирале на тоа што ќе ги држат сесиите, тоа сакаш да кажеш? Да. Или... добро. Да. Не знам дали се согласуваат другите нека кажат. Јас да се согласувам. Ана, Даре? Да. Да. Ги имате да ви бидат за секогаш во одредот? Тоа не го размислив. Тоа и двете да, ама мора на да се фокусираме. А нашата цел беше да ги задржиме, веќе тие постоечки. Значи тога и со камп одиме. Според мене. Да, добро. Епа, ајде. Тога ни треба... Мислите што би биле трошоците понатаму? Пример за камп кој би биле трошоците? За еден добар камп. За еден добар камп. Многу трошици. Најпрво патни трошици да ставим, пошто мора да идеме до тоа место дека. Ако имам ние некој наш центар, или извиднички центар, најпрво патни трошици, па после тоа треба за храна, за се. Треба ли да ги пишуваме сега, вие ли? Не мора да ги пишуваме, чисто онака да ги размислиме. Добро, окей. А првата активност сте ја осмислила, значи тоа било камп, окей, сте ги дефинирале трошиците. После наредната активност, која би ви била за исполнување на оваа цел? Што би направиле после тоа со тие луѓе што веќе сте ги однеле на камп? Ништо ќе се продолжиме стандард со состаноци. Со некои интересни активности, ама да не се на камп, толку периодични, како да кажам. Што ќе се дешават у еден состанок. Или пак можете да им организирате после тој камп некакви си тренинзи, не знам, од одредот. И може да викнете, не знам, пример, има некој извидник, да речеме, од Јадран, што многу го бива за прва помош и заштита. Па можете да го поканите тој извидник од Јадран да ви одржи предавање, па може, пример, не знам, некој пискорп за молите да ви одржи предавање за некоја друга тема. И така натаму. И тука може да имате потенцијални трошоци, како, например, канцелариска управа, не знам, можда хонорар за обучувачот, зависи од кај ќе го најдете обучувачот. Такви некои работи. Размислувајте на активности некои кои што би ја задржале мотивацијата кај луѓето и некоја која што ќе вроди желба тие да се вклучуваат понатаму. Да не е само за колку време би требало да се реализира? Јас повеќе гледам на ова временска рамка како степ бај степ кои би биле чекорите за да се постигне до тоа. Например, прво состанок со партнерите, со градоначалникот, па после откако да речеме сте добиле нешто, состанок или почнување со опременување на канцеларија, па сето тоа како би одело. И, например, првиот месец само промовирање, само маркетинг и само обид да се состане со партнери и со градоначалникот. Тоа би било, да речеме, првиот месец. Па после вториот месец. 9 месеци. Така некако. Да, или сега треба конкретно да испланираме за да знаеме од прилика, затоа што треба, да, има стварно многу подстапки што треба да се опфатат. Да почнеме убаво да ги анализираме, така треба. Па не, може само да ги ставиме како чекори. Кој би бил прв чекор? Не, мора да се испишеме чекорите, ама еве ние сега, пример, бараме партнери, тоа колку може да потрае, месец, 2 месеци.
да, околу месец барање партнери или ете спонзори сината, после тоа месец и после тоа документи месец, значи 6 месеци. Не знам. Океј, значи како беше првиот? Како го избрзав? Како? Може уште еднаш, значи првиот месец ќе биде барање партнери, вториот месец? Барање партнер. После тоа, вториот месец, дефинирање на проектот со партнерите. Добро. Третиот месец, па финални подготовки за реализирање на проектот. И после тоа самиот проект, не знам колку ќе трае проект, може да трае 3 месеци, може да трае една недела, зависи така, како меѓутоа, се дефинира. се прашувам, во овој случај нели беше наоѓање на просторија. Така, тоа беше проектот. Да. Да. Па тоа мислам, тоа треба да се размислува колку Тоа е Треба што израчунато во чамци, во шатори, во кануа, во весла, во елеци за спасување, значи тоа Што ќе биде тоа? вардарска регата. Извидничка вардарска регата. 180 извидници. Финансирана е, поднесена е до Европска скаутска фондација и чекаме на одобрување. Добро, а акциониот план го имате, она нели временска рамка ја што Да, се имам, ама ја буџетот само го скриншотнав за да го видат буџетот. така. Добро, има шанси да го споделиш како документа го отвориш да го видиме или Па тоа се трудам сега да ги буџетот го извадив. Сега се мачам целиот Word документ да го пронајдам. Ти, Јована, дали имаш заработено некаков проект кој што вклучува овој Project and Design and Management? Не. Јука, извини. Јован одговор. Јас се шнав Јован. Јован реков, ти го гледам на екранот, извини. Јука. Да. Имам. Имате за школа нешто правено или за организација нека? Не за школа, туку од младите можат Јуткен од Сколки. Да. Сега скоро има проект. Вие беше им праша истото прашање, така ли? Како? Ти ме праша истото прашање или какво те беше праша, така ли? Дали сме работил менеджмент некој проект? Да. А ја те разбрав било колку проект дали сме правил сега. Па и другите се зазборували, не сме само ние. Изгледа, нема никој. Александра, Ние се истрчавме. Јас ти шетам ми сите групи, супер е. Алекс се снима, например, тоа во групите што го кажувам? Да, затоа шетам. И во групите? Само онака... И кога не шеташ што снима? Ана ќе ти требаат врски овде. Кога шетам таму, кај што сум, кај што ќе сум во вашата група, под будно око сте. Добро. Одлично. Притисок ептен. дали сме сите тука?
Океј, дали би сакал некој да сподели? Еве го Ангелче, спремен. Да, ама сега само да променам на десктоп, треба да шер Да не налетаме куше на некои контрабанда некои. Не ми го фајлови. Треба не можам да го најдам сега. Шер. Инаку тоа што сака Гуше сега да ни го покаже е доста комплексен, но детален буџет кој што извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес го изработил за нивната регата. извидничка варварска регата. Така, и кажа дека многу битно, еве додека го бараме документот, ако не се отвори нешто друго меѓу време. Да. Тоа што го спомна Гуше дека придонесот, или средствата што се бараат од Европска извидничка асоциација се околу, да речам, 20%, а 80% од трошокот на тој проект е се тоа придонес кој што го дава извидничкиот одред, заедницата, градот Велес, така? Да. Еден придонес како со многу малку средства реално, а се друго е придонес, се изработува еден квалитетен, битен проект. Стварно не можам да се уклучам на Word документе, на share screen и не знам кај ме носи ова. Не е проблем, ќе имаме шанси понатаму. Затоа што со оглед на тоа дека нели малку го пробиваме времето, би сакала само еве уште еднаш, ако може само да излезеш од нели stop share screen, за да повторно видиме нели што до сега зборувавме. Се исклучувам сега. Така, уште еден краток осврт нели да направиме на... Еве сега па јас се обидувам. Опа, идеме тука, исто на... Поред, значи, накратко, дечки, во минатиот половина го разгледавме проектниот циклус менеджмент или проектниот дизајн и менеджмент, што е еден кружен процес, каде што една фаза не носи во другата фаза и не носи секогаш најблиску до целта, еден чекор поблиску до целта. И нешто што, нели, разговаравме за 4 основни чекори, кои што се, ја мислам, база на било кој проект или проектен циклус, а тоа се дефинирање на проблемот и решенија, значи кои се потребите на нашата заедница одред, и како може најадекватно да одговориме на истите, креирање на цели и подцели, и чекор 3 и чекор 4, кои што ни кажуваат како ќе оствариме таа цел, а тоа е осмислување на активности, евалуација и временска рамка и буџет. Ако ги имаме овие 4 чекори, тогаш врз база на ова може да градиме и покомплексни проекти, и такви што ќе бидат релевантни за нас и за нашата заедница. Со ова доаѓаме до крајот на денешната работилница. Дали имате некои прашања, некои коментари, нешто за на крај? Така. Јас сакам навистина да ви се заблагодарам за вашето учество. И знам дека Александра и Срнат испратат евалуација, но во овој момент би сакала на whiteboard со еден збор да опишете нели како едноставно ваши импресии од денешната сесија. Така што молам искористете еден збор да ја опишете денешната сесија, како се чувствувате во врска со минативе час и половина.
Слободно може да напишете текст, може да нацртате нешто. Извинете, само како можеме да пристапиме до таблава или? Така, дали ја гледате пред себе? Ја гледаме, ама нема, некако не можеме да напишеме. Ама и дечки ве пишуваат и во коментари, така во чет. Како некој го одговара? Ако може да ви кажам, горе имате Your Viewing EVA Facilitator Screen, View Options, стиснете на тоа и Annotate. И ќе ви искочи ново мени. Аха. Тука, текст. Супер, фала многу. Фала, Драган. Срценце. Супер, ви благодарам и на вас, дечки. Навистина продолжете да работите на идеите. Пратете ги, споделувајте ги. Така, значи, многу ми е драго што ова било корисна работилница за вас и повторување на тие баш основи на проектниот дизајн и менеджмент. Пак ви благодарам за вашето активно учество, многу ми беше драго да бидеме заедно. Исто така што запознав нови членови на извидниците, но се видов и со неки стари пријатели. Баш ми е драго. Поздрав до сите. Црна и Александра, дали вие би сакале нешто да, кон крај да се зачнеме? Да, јас би сакала да кажам неколку работи. Значи, дечки, оваа сесија, односно презентацијата за оваа сесија, заедно со презентациите на сите останати сесии кои што ги имавме досега, ќе ги добиете на крајот. Значи, по завршувањето на програмата, на мејл ќе ви биде испратен еден линк од Google Drive документ, на кој што можете да ги најдете сите материјали. Значи, ќе ги имате овие за пристап. Мислам, ќе имате пристап до презентациите и се надеваме дека ќе ви помогнат при спремањето на предлог активностите, чисто како инспирација, мотивација, како и да е. Значи, да ве потсетам дека оние кои што ќе присуствуваат на минимум 4 сесии и ќе изготват предлог активност, кој што не мора да е некој огромен проект, меѓутоа некоја активност дали за водачите од вашиот одред или пак за вашите патроли seедно. И потоа ќе го испратат тој предлог проект на мејл media@scout.org.mk, ако не се лажам, како и да го имате на Facebook и на Instagram. Значи, тие членови ќе добијат ваучери за авантура на планина во моментот кога условите ќе ни дозволат да ја организираме таа авантура. Како и да е оваа сесија, мене ми беше многу корисна, се надевам и верувам дека и вас ви беше корисна и ќе можете полесно, онака со повеќе структура да си ги обработувате вашите активности. И тоа е тоа од мене. Само да ви најавам уште неколку работи. Значи, утре 27 мај има нова епизода Извиди ТВ. Задутре четврток исто во 19 часот ќе има една исто супер кул сесија на тема ментално здравје, односно лоши денови и како да се справиме со истите. Тоа е 28. На 29 ќе има повторно уште една епизода Извиди ТВ, а на 30, односно во сабота, ќе има последната трибина која што ќе биде на тема имиџот на извидниците и нивниот визуелен идентитет. Што е добро, што е лошо, што треба да се подобри, што треба да се остане исто. Тоа е се од мене. Иван, уште еднаш ќе се заблагодаруваме многу, што одвои време и ни објасни некои работи. Сигурна сум дека на многу им беше од корист исто во ова и ќе најдат одлична примена на истото.
Ако некој сака да даде коментар, да каже нешто, може сега да се анмјутна слободно си каже. Ја да се, оно што реков ќе го објавам, успеав некако буџетот да го закачам у порака, ќе го видите како е буџетирано. Ги закачам. Дечки, за супер сесијата се гледаме у четврток. Јас морам да одам. Фала ви, баш ми е драго што се дружевме денес. Чао, чао. Се гледаме, чао. Чао, чао.